почитуван македонски народе, почитувани медиуми и присутни. Секогаш кога се говори за најважниот закон, кога го донесува едно законодавно тело, сите граѓани сакаат да слушнат што точно се случува, односно што точно владата планира да превземе во следниот период. Ова е многу важен момент, а од нас, посебно од нас кои не сме парламентарно мнозинство, се бара поддршка за нешто за што сметаме дека не е добро. Јас морам да кажам дека можам да одам ставка по ставка за да ја докажам неконзистентноста и непродуктивноста и неразвојноста на овој документ, но нема да го правам тоа, ама ќе укажам на следното. Во неколку наврати споменавте зголемување на платите. Оние плати кои ќе беа 500 евра, ама никој не ги виде. Внимавајте. Јас мислам дека овде е нужен прецизен одговор за на граѓаните јасно да им се стави до знаење кои конкретни чекори ќе ги превземе владата на овој план, затоа што нивниот живот зависи од тој одговор. Ќе се фокусираме на зголемување на платите, за граѓаните е една празна флоскула која ништо не им значи, бидејќи знаат дека платата што ја примаат не им стигнува за да го поминат месецот. И бидејќи вие не сакате да кажете, еве јас ќе им кажам на граѓаните, дека со тоа што вештачки ја зголемувате минималната плата, истовремено страда и стопанството, а просечната плата пак порасна затоа што луѓето со ниско платени работни места останаа без работа. Значи манипулирате со просечната плата преку начинот на пресметка, затоа што ниско платените позиции доведоа до зголемување на просечната плата и на ова не предупредувам само јас, туку ве предупреди и ММФ, според кој минималната плата расте побрзо од продуктивноста, затоа што таа вештачки се зголемува, а тоа пак доведува до проблеми на компаниите, намалени инвестиции, а се јавува и проблем со сивата економија. Ова е реалноста која граѓаните треба да ја знаат, а ја знаат затоа што ја чувствуваат. Тогаш кога ќе дадете точни и искрени одговори, сите ќе знаеме да оцениме дали навистина ќе има зголемување на платата, дали навистина станува збор за развоен буџет, за социјален буџет, стабилизирачки буџет или пак за политички буџет. Во овој ребаланс се сте прикажале фино и убаво и имаме еден производ кој однадвор изгледа добро спакован, но ако погледнеме малку под површината, она што ќе го заклучиме е дека изминаа речиси 5 години во кои нема ниту една сериозна реформа, а нема ни да има, затоа што кога ќе ги прашате нашите граѓани дали виделе некаква разлика на стандардот и квалитетот на својот живот, тие едногласно ќе ви одговорат дека ниту едно сериозно позитивно поместување не почувствувале. Ние доста го критикувавме и буџетот за 2021 година, кој еве денес доживува ребаланс. Кого јас би го нарекла со неговото реално име, а тоа е предизборен ребаланс и во заграда би ставила како појаснување за делење милостина и предизборни вработувања на партиски послушници, затоа што огромна е веројатноста дека откако ќе поминат изборите, ќе си имаме за некаде околу 3 месеци ребаланс на ребалансот на буџетот. Дека не сте кадарни да заштедите, се уверивме преку непродуктивните трошоци кои се правеа дури и за време на пандемија. Дека треба обратно да ги толкуваме вашите зборови, исто така се уверивме од фактот што администрацијата, која според вас беше гломазна, сега веќе не знам кој поголем збор да го употребам за да кажам каква и колкава ја направивте. Дека треба обратно да ги читаме и вашите предизборни програми, и во тоа се уверивме, затоа што ниту еден од ветените проекти не реализиравте или не реализиравте до крај. И сега кажете ми како да веруваме во вашите проекции или во вашите ветувања. Во текот на амандманската расправа предложивме многу амандмани во надеж дека не станува збор за политичка представа, туку дека навистина сте се заложиле за унапредување на буџетот. Пуста наша надеж.
Со буџетската недисциплина и непостоење на баланс помеѓу реалните потреби и способноста да одговорите на нив, ги доведовте граѓаните до беда и преку овој ребаланс им делите милостина. Тоа не е реформски чекор и ако не пристапите стратешки, се плашам дека за брзо сите ќе се најдеме во безизлезна ситуација. Проблемите на буџетот нема да се решат со помпезни најави, туку со реално прифаќање на фактот дека ви се потребни сериозни реформски зафати ако сакате да го стабилизирате буџетот во следните години и да ги платите долговите кои ни ги натрупавте. И тоа се прави со способност за реално зголемување на приходната страна, зашто ќе појаснам малку подоцна. Овој ребаланс ни го открива и ни го разобличува фактот дека власта целосно го загубила финансискиот компас, затоа што отсуствуваат основните параметри со кои се карактеризира еден добро осмислен и перспективно стабилен буџет. Прво, не е планирана ниту една единствена инвестиција која битно би го подигнала квалитетот на живот. Се што се инвестира представува одржување и сервисирање на затекнатата ситуација. Јасно акцентирање на тоа кои ни се приоритетите нема. Па од тука би ви кажала и би ви потенцирала дека смислата на буџетот, односно ребалансот, не е предизборно да ги развеселувате гласачите, туку да ги определите вложувањата и инвестициите кои се во интерес за државата и нејзините граѓани. Понатаму, потребно ни е финансирање од 12 милиони денари, односно над 2 милиони од домашни и над 10 милиони денари од странски извори, за да ги закрпиме финансиските дупки кои ни ги направи оваа власт, а кои само се зголемуваат. Трето, вештината на управувањето со буџетот се гледа во приходниот, а не во расходниот дел. Ама кај нас, ако се погледне приходната страна на буџетот, таму имаме 222 милиони 607 милијади денари, додека на расходната страна имаме 268 милиони 837 милијади денари или за 46 милиони 230 илјади денари поголеми расходи од приходи и овде би апелирала до премиерот да им објасни на своите министри дека нивната работа не е што повеќе да земат, туку што повеќе да внесат во буџетот, затоа што мајсторството е во стекнувањето, а не во трошењето. Да резимирам за да бидам појасна за јавноста. Буџетскиот дефицит, што значи повеќе потрошени пари од собрани, за периодот од 1 јануари до 22 јуни изнесува 287 милиони евра, што пак значи нов долг за Македонија и граѓаните, односно владата на Социјалдемократскиот сојуз секого од нас само во наведениот 6-месечен период го задолжи за 143 евра. Накратко, наместо да ги стабилизирате приходите и да ја направите приходната страна што поголема, вие се расфрлате со нерационално трошење на буџетот во случајов за предизборно згрижување на армијата партиски послушници, кои согласно овој ребаланс ќе не чинат 155 милиони денари повеќе. Од тука јасно е дека и понатаму досегашните погрешни политики ќе ги покривате со нови задолжувања, затоа што на светот нема поуспешна власт од нашата кога станува збор за задолжување на граѓаните. Па така, за исклучително краток период, успеавте да ја задолжите државата до најкритично ниво, без притоа да има било какви забележителни капитални инвестиции, кои би го зголемиле потенцијалот на економијата и би обезбедиле поголема способност на земјата за сервисирање на долговите во иднина. Сите, освен власта, сме свесни дека врз нашата економија во следните години ќе натежне товарот на долгот, кој ќе биде огромен затоа што сме високо задолжена земја. Токму неможноста за сервисирање на долгот ќе ни биде најголемото ограничување кое и понатаму ќе го стопира развојот на земјата. За волја на вистината сретнав и експерти кои сметаат дека зголемувањето на буџетскиот дефицит и растот на задолженоста можеби и не треба да не плашат, но само ако тоа се прави за инвестиции што во иднина ќе ни донесат економски раст и зголемување на БДП и така долгот во однос на БДП би го одржале на разумно ниво.
Ама, за тоа треба да инвестираме во проекти кои ќе обезбедат економски раст и брз поврат на инвестициите. А што правите вие? Вие инвестирате само во такви инвестиции во кои можете да ги заплеткате само вашите интереси, но никако интересите на државата. Тоа ви го нотира и извештајот на State Departmentот, според кој официјалните лица, вклучени во коруптивните активности, се креатори на непредвидлива бизнис средина, погодна за корупција, или со еден збор кажано, корупцијата во владините тендери ви е она што не ги брка инвеститорите. Јас на вистина не знам дали не знаете да ги читате статистичките податоци или знаете, ама свесно ја манипулирате јавноста. Статистичките податоци говорат дека Македонија со негативна стапка на раст од 4,5% во 2020 година беше со најлош економски резултат во споредба со земјите од Западен Балкан, а со негативна стапка од 1,9% Македонија има најлош резултати во првиот квартал од 2021 година. Со очајниот прилив на странски директни инвестиции во 2020 година од скромни 274 милиони евра не закотвивте на дното. И што е најтрагично, Македонија има и најголем раст на јавниот долг од речиси 1,5 милијарди евра од почетокот на кризата, а бројот на невработени е зголемен за над 50.000 лица. Наспроти сите овие неуспеси, продолжувате со катастрофалните економски политики без никаква стратегија за привлекување на странски директни инвестиции и наместо да сте искрени и да ја признаете сопствената неспособност, вие и понатаму ја манипулирате јавноста најавувајќи капитални инвестиции кои во првите 4 месеци од годината ви се со очајна реализација од 19,5%. Најавувате историско зголемување на капитални инвестиции во услови кога имате историски најниска реализација. Всушност, вам ви е се само најава, а историски највисок ви е само јавниот долг и растот на цените. Вака концепиран, неразвоен и неодржлив, без одржлива стратегија за реален развој на економијата и креиран за предизборен подкуп, ребалансот ќе ја зголеми сиромаштијата и ќе не втурне во уште поголема неизвестност. Значи и покрај најголемиот буџет во историјата од 4,37 милијарди евра, дефицитот што сте го проектирале ќе се зголеми за 183 милиони евра и тоа се пари за кои ќе мора да се задолжиме затоа што ги немаме. И тоа сте го признале со самиот факт што сте навеле дека оваа година ќе ја завршиме со минус 751 милион евра. Само во првите 3 месеци имате пат на економијата од 1,9%, а бруто инвестициите ви се во минус 16,6%. Ама ни тоа вас не ве загрижува, па така во владината програма за економски развој кратите 318 милиони денари, при што кратите за економска промоција, или затоа што веќе сме економски развиени и нема потреба од тамошна економска промоција на земјата, па дозволиво е и да си се подскуси на овие ставки. Колку и да не сакам да се повторувам, ме боли секое кратење во туризмот. Да, пандемија имаше секаде и да, таа најмногу и најпрвин го погоди туризмот. Но имаше земји кои дури и за време на пандемија не забележаа пад, затоа што понудија форми на туризам кои го одржаа угостителско-туристичкиот сектор на нозе. Ние амандман за развој на такви форми на туризам поднесовме, ама вие го одбивте. Се однесувате како туризмот да заживеал после пандемијата, па кратите средства за Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Цели 7 милиони 850 илјади денари кратите за унапредување на локалната и регионалната конкурентност во областа на туризмот и тоа не е се. Кратите на рурален развој, кратите на култура, на прекугранична соработка, на животна средина, на се што е значајно за развој на туризмот. Уште еден страшен податок, освен од кажаните летови за македонскиот туризам, е податокот на Global Finance, според кој Македонија е во топ 10 најнебезбедни земји во светот, дури зад Либан, Пакистан и Конго. Тоа јасно укажува на суровата реалност дека ниту некогаш сте имале јасна визија за развој, ниту пак сега имате визија за тоа како ќе го
како ќе го опоравувате туризмот. Се чукавте во гради од грижата за животната средина, за денес да излезе на виделина вашата грижа која значи 58 милиони 220 илјади денари помалку за Министерството за животна средина. Јавната администрација најверојатно веќе сте ја реформирале. Тоа најдобро го знаат граѓаните по тоа колку квалитетни услуги добиваат, па со овој ребаланс на име реформа на јавната администрација имаме 232 милиони 727 илјади денари помалку. Образование, што да кажам за жалното наше образование. Жално е ова што и го правите на нашата младина во секоја смисла, а посебно од аспект на образованието. Се согласувам дека во економијата никогаш нема финални рецепти, но тоа што може да се направи, треба да се направи без одложување и тука мора да биде нашиот фокус. Затоа ќе изнесам само дел од амандманите кои ни беа одбиени, посебно оние кои се однесуваат на мојот Охрид, затоа што охриѓани заслужуваат да знаат. Амандманот за формирање посебен развоен фонд за туризмот и угостителството, кој предвидуваше развој на бројни форми на туризам, одбиен. Амандманот за изградба на канализациона мрежа и пречистителна станица за отпадни води во Трпејца, по трет пат одбиен. Амандманот за изградба на патно поврзување на селото Куратица со општина Дебарца, по трет пат одбиен. Амандманот за изградба на велосипедска патека Охрид Свети Стефан, по трет пат одбиен. Амандманот за катна гаража, по трет пат одбиен. Амандманот за откупно-дистрибутивен центар за земјоделски производи, по трет пат одбиен. Амандманот за изградба на дневни центри за деца и лица со пречки во развојот, одбиен. Амандманот за изградба на домови за згрижување на стари лица, одбиен. Амандманот за изградба на спортски објекти, одбиен. Амандманот за изградба на стационар за бездомни куќиња, одбиен. Тоа е се што охриѓани треба да знаат за своите представници во владеачкото мнозинство во овој законодавен дом и тоа е се што треба да знаат за моментот кога ќе размислуваат кој број на гласачкото ливче заслужува да биде заокружен. Ќе завршам како што почнав. Не гледам ништо ново во овој ребаланс во однос на досегашната пракса на оваа власт. Не гледам ништо што би значело било каков пресврт во досегашниот начин на водењето на финансиите. И понатаму на сите ни е јасно дека клучен проблем е како да ги зголемиме приходите. На власта и треба пресврт во размислувањето ако сакаме да направиме исчекор од повеќегодишната ера на дефицит и задолжувања. Крајно време е во планирањето на буџетот, па и ребалансот да ја вклучите реалноста. Не се лажете себе си и не ги лажете граѓаните. И пред да гласате, почитувани колеги од мнозинството, бидете сигурни дека најлесно е да кренете рака за ребалансот, но имајте на ум дека ова е всушност најважниот закон од кој зависат нашите животи. Ви благодарам. Реплика, пратеник од